Закани, казни и притисоци секојдневно ги тресат пазарджиите од општина Шуто Оризари. Дел од закупците на тезги пред камерата на Алфа се пожалија дека градоначалникот Курто Дудуш не престанувал да ги уценува и да се живува врз нив. Пазарджиите кои сакаат да останат анонимни велат дека за време на предизборие градоначалникот сакал да купи повеќе гласови. Во спротивно рекол дека ќе им ги одземе тезгите од каде го ваделе лебот. Целата работа му е притисокот. Партиски притисок, ме разбирате сега. Работата му е за да не присобере пак. Сега, кои му се намерите за понатаму, не знаеме. Важно имаме притисоци. Поразителните политики кои ги води градоначалникот на Шуто Оризари не престануваат, се жалат пазарджиите. Велат дека тој отишол и дотаму што почнал да удира и по нивните джебови, и тоа од 50 евра па нагоре поради погрешно поставен штанд. Ситуацијата не е многу лоша. Поради условите на живење во Шуто Оризари, луѓето се научат наравно да шетат низ улицата, ама ние се научивме да работиме како досега што работевме, наравно. Според сведочењето на пазарджиите, градоначалникот без срам и перде ги свикал во општината и јавно им се заканил дека мора да гласаат за него на предстојните избори. Вчера не викна таму на разговор, на состанок, ни кажа како ќе ве соберам за избори, да гласате. Затоа ве собрав и сега по 500 евра ќе ви стигнат казни, само да дојдете за избори да ве соберам. Тој си прави некои филмови, нормално е тоа, нели? За да не присобере од неговата страна. Ова е само уште еден пример за праксата што власта ја спроведува во континуитет и тоа за притисок врз гласачите, посебно кон ромите, велат тие. Алфа беше и во општината, но градоначалникот не беше таму. Не престануваат партиските притисоци врз жителите на Шуто Оризари, се пожалија денеска дел од пазарджиите, кои сакаат да останат анонимни. Велат дека градоначалникот Курто Дудуш ги штител само неговите луѓе, иако за време на предизборието се залагал подеднакво за сите. За самоволието и каубојското функционирање на градоначалникот Курто Дудуш, како што велат пазарджиите, доказ е и неговата постапка каде тој ги казнува само дел од нив, а останатите можеле слободно и на улица да продаваат, зашто зад нив стоеле високи представници од власта. Пазарджиите велат дека сега нема да попуштат и дека нема да дозволат да се врши притисок врз нив, поготово не сега за време на предизборие.